Предизборните огласи за вработување во болниците и клиниките може да го зголемат одливот на медицински кадар од Македонија. Се поголеми се сомнежите дека има доктори и медицински сестри кои работеле со години за мизерни плати по договор на дело, а може да бидат изиграни од власта која би вдомила свој партиски кадри. Оние кои ќе извисат, ќе си заминат од државата, велат од Сдруженијето на медицински сестри. Моментот кој ги загрижува е што огласите можат да се испартизираат и да извиси кадарот кој со години бил ангажиран со договор на дело. Според председателката на Сдруженијето на медицински сестри Гордана Бешлиевска, овие огласи се поле на манипулација. Многу простор за манипулација. Се надевам дека нема така да биде, меѓутоа искуството покажало многу спротивно на нас. Ние имаме многу голем број на примери каде што ние овие сестри со договор на дело условно немало да ги имаме во болниците доколку на континуираните конкурси тие до сега биле вработувани. Ние имаме состојби во кои што во одредени поликлиники, одредени болници имаме вработување на сестри кои што нормално биле сигурно потребни, кои што биле примени на конкурсите, а имаме сестри со 4, 5, 6 и 7 години статус договор на дело кои што условно им се некоја сигурност во болниците, па секогаш биле невработени. Бешлиевска се пожали за статусот на медицинските сестри во болниците и прашува дали се предвидени систематизациите за сите луѓе кои ќе добијат трајно вработување во јавното здравство. И не се сложувам со коментарот од Министерството за здравство дека ќе бидат вработени тие кои што заслужуваат. Сите овие кои што се во болниците ако не заслужуваат нека не бидат и во статус договор на дело. Значи, штом се става договор на дело и статус договор на дело во болниците и апелираме овој статус повеќе за сестрите да не постои. Министерот меѓутоа не кажа конкретно дали до распишување на изборите средината на февруари ќе се реализираат најавените 1117 вработувања во јавното здравство. Тие се во тековни работи, службите, правните служби тоа не советуваат и ние веќе ги собираме сите и те ни даваат согласности, тоа ќе оди преку Министерството за сега за финансии и во краток рок ние ќе ги распишеме тие и ќе ги тераме сите тие законски што се рокови. Меѓутоа многу пати призна дека ќе има пропусти во вработувањата, но верува дека менаџерите ќе го направат вистинскиот избор кој ќе добие трајно вработување. Вработувањата во здравството се само дел од големиот предизборен пакет на власта за полнење на администрацијата. Распишани се десетици огласи со стотици работни места, речиси во сите министерства и институции, од Македонски шуми до ЕСМ.